Државата не смее да им го дава враце Охридско на луѓе кои единствено водат сметка само за приходот кој го остваруваат, стопанисувајќи со езерото, не водејќи грижа за заштитата на рибната популација. Концесија не се дава на фирма која не ги исполнува условите. Недопустливо е, велат рибарите, државата да го дава езерото на правни субјекти кои немаат никаква одговорност, како што тоа беше случај со фирмата Летница Белвица, на која по само 3-месечно стопанисување и беше раскинат договорот за концесија поради низа нерегуларности. Во прв ред, ненавремена и целосна физичка заштита на езерото и немањето точна евиденција на уловената риба. Рибарите апелираат езерото да не се издава под концесија најмалку 10 години. Државата, иако е должна, таа не се грижи за Охридско езеро и затоа владее хаос и ќе продолжи понатака да владее хаос ако не се сменат овие работи, односно не се дозволи на некоја научна установа или на Македонската риболовна федерација да управува со тие риболовни води. Имавме искуство од претходните концесионери дека тој, например, пријавуваше дека за 5 години уловил некаде 400 до 500 килограми пастрамка. Знаеме дека дневно во меаните, рестораните во Охрид и Струга се продаваат од 500 до килограми до 1 тон риба. Значи, само ако сега доделиме концесија за стопански риболов, ние само можеме да го зголемиме шверцот кој се врши на риба. И покрај ваквите укажувања на рибарите, Охридското езеро, кое 3 години е без стопан, државата планира повторно да го издава под концесија. Од Министерството за земјоделие велат дека постапката била во тек и дека јавниот повик ќе бил распишан по формирање на комисија на седница на влада. Но ние предлагаме да право да конкурираат имаат компании, односно правни лица кои најмалку 5 години се регистрирани за таа дејност, а не сега, например, тие што ги одземе на концесијата да отворат фирма за неколку дена и повторно да имаат право да добијат концесија и да злоупотребуваат концесијата, односно да вршат трајно уништување на рибниот фонд. При доделување на концесија треба да се сменат риболовните основи на кои им е стечена важноста, а со нив се регулира колку риба смее да излови концесионерот, какви мрежи да се употребуваат, колку професионални рибари да се ангажираат и да се скенира состојбата со рибниот фонд и сето тоа да се усогласи со Албанија. Сето ова е една од препораките на УНЕСКО, вели Димитриевски.